Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Минатата сабота Независниот синдикат за образование и наука одржа протест пред владата за усогласување на платите во образованието со новиот износ на минималната плата. На ова тема и воопшто за работничката борба преку синдикалното организирање ќе зборуваме со Томислав Гиевски, претседател на Независниот синдикат за образование и наука. Здраво, Томислав. Ме представува задоволство што прифати да гостуваш на овој подкаст. Како си? Здраво, Джелан, благодарам на поканата, одлично се осеќам во вашиот блог. Добро. Значи, со новите измени и дополнување на Законот за минимална плата се утврди дека започнувајќи од овој месец, односно од месец март, минималната плата ќе изнесува 18.000 денари. Иако се претпоставува дека платите на сите вработени ќе бидат усогласени со овие законски измени, сепак во пракса не ќе да е така. Поради што вие како синдикат одржавте и протест. Дали може да подетално да ни објасниш во што се состои проблемот? Проблемот во секторот образование и во многу други сектори во поново време е поради фактот на неосогласување на колективните договори со најновата минимална плата. Во одредени сфери овој проблем настанате пред година, пола година, пред неколку месеци со промената, а во секторот образование веќе 10 години не се почитува колективниот договор, односно не се почитува законот за минимална плата. Најпластично за оние кои што не работат во образованието, можеме да го објаснеме на следниот пример, а тоа е во секторот образование, односно во колективните договори во секторот образование има измислена една нова формулација која што не се вика минимална плата, која што се вика најниска плата, и таа секогаш години наназад, веќе 10 години, најбројниот синдикат, репрезентативниот синдикат, заедно со Министерството за образование, ја констатираат еднаш во годината, должни се да ја констатираат еднаш во годината, и тие секогаш констатираат најниска плата која што е многу пониска од законски минималната. Последната таква спогодба е подпишана во декември 2019 година, каде што е подпишано најниска плата за најнизок степен на сложеност за вработените во секторот образование да изнесува околу 15.000 денари во бруто износ, иако тогаш во тој период 15.000 беше минималната плата во нето износ. Значи, тие на тој начин се одбегнува и им се исплаќа на просветните работници секогаш плата која што е многу пониска од републичкиот просек во државата, и од тука излезе идејата за независно синдикално делување. Како поминува времето, така бројката расте, така расте силата, така се повеќе фаќа синдикалната борба корен кај повеќе колеги и ни се придружуваат во синдикатот и заедно со нив се гледаме на синдикалните протести пред влада или пред МОН. Да, спомена независно синдикално организирање. Што поточно значи тоа независно синдикално организирање? Не сме дел ни од ССВ, ни од КСС, ние сме дел од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, која со задоволство можам да кажам е единствена унија на синдикати која што во континуитет од 2010 година па до денеска со исти аршин спрема секоја политичка партија, спрема секоја политичка власт протестира, ги бара правата и не подклекнува под притисоци, ниту па тема на разговор е подкуп на синдикални представници или удоволување на некакви центри на политичка моќ. Значи, тоа е задоволството да се биде дел од независните синдикати, затоа што функционираме на начин како што функционираат сите синдикати во нормалните држави. Кај нас, за жал, е воведена на 30 годишна пракса која независните синдикати веќе ја променуваат, а тоа е дека синдикален представник, синдикалец или воопшто цел синдикат не смее да биде граден по нарачка од политичка партија, по нарачка на опозиција, власт. Едноставно треба да идејата за синдикално делување треба да извира директно од работникот, од потребата, од грбот на работникот, и таа пракса не се применувала наназад многу години. Ние како независни синдикати воведовме таа пракса. Нормално на почетокот кај голем дел од работниците им беше смешно, нереално, не знаеа што е синдикат. Најчесто очекувале по автоматизам директор да го зачне. Значи, ние веќе 4 години почнавме од една многу мала бројка, израставме до веќе околу 8 и нешто проценти од вкупниот број на вработени, газиме кон репрезентативност и бидејќи не должиме кон никого на центрите на политичка моќ, не сносиме ни одговорност и можеме сами да си ја правиме стратегијата како ќе действуваме. Значи, имаме автономна
организација која што се потпира исклучиво на потребите на секој нормален просветен работник кој што живее од сопствениот труд. Значи тоа што и стварно треба да представува еден синдикат, всушност. Точно. Добро. Да се вратиме на ова со минималната плата. Значи, се добива впечаток дека владата полесно носи закони на хартија, но кога станува збор за нивното спроведување и издвојување на средства од буџетот за таа намена, настанува проблем. Што мислиш ти, поголеми се правните или финансиските пречки за исполнување на вашите барања? Финансиските пречки се дефинитивно проблем, затоа што не се штеди кога станува збор за луксузирање на политичари, создавање вештачки работни места, непотребни работни места, значи тука се трошат голем број на процент од буџетот, нешто што другите држави го немаат, например Словенија, Италија, Швајцарија, што сум разговарал со синдикални представници, немаат вештачки измислени работни места за да можат, не знам, да вдомат, за да задоволат партиски интереси, за да дадат плата на некого, едноставно има онолку работни места колку што има потреба во општеството. Од тука и финансиските импликации се многу поголеми во споредба, например, Косово да го земам, како држава која што има сличен број на жители, која што има сличен број на ресурси, многу помала површина, помала историја, затоа што, да кажам, побрзо се има, во поновата историја се има самостојно, значи во Косово го нема тој проблем и може да се дозволат многу поголема плата да им дадат на просветните работници, ако буџетот е сличен, слични се ресурсите и сите тие работи, но ќе го земам за пример повторно, таму имаме по-решителни синдикални представници и многу по-добра синдикална култура. Значи, работниците знаат што е синдикат, даваат доверба на синдикат, ако синдикатот не се исполнил врска да го менуваат синдикалниот представник и даваат доверба на друг синдикат, кај нас постои во образование на летаргија, сега почнуваат со една лавина да ја тргаме таа летаргија, половина од колегите не веруваат во синдикат, половина се стајани заради кредит или не знам некакви други бенефити, 80% се на став да ние му веруваме на независниот синдикат, ама ќе се зачлениме само ако ја зголеми платата, значи имаме едно обратно действие на како треба да се одвиваат работите, но со едукација на работниците, активна едукација на работниците преку семинари, обуки, видеонастапи, посети во училишта, разговарање без никаква одговорност, значи повикани сме училиште, доаѓаме, никој нема одговорност да се зачне, едноставно тука сме да разговараме, на тој начин веќе подолг временски период работиме и ги запознаваме просветните работници што значи синдикат. Не знаат што значи синдикат затоа што од 91 до 2014 не постоеше механизам работник да одбере синдикат да се зачне, туку по автоматизам кога ќе се вработи, му сопираат чланарина за државниот синдикат и тој нема представа во кој синдикат е, што е синдикат, значи го немало моментот некој да му објасни што е синдикат, па тој да одбере дали треба да биде синдикат и сега од тука имаме и проблеми, влечеме наназад проблеми затоа што токму поради таквиот начин на создавање на сила немало ни пркос према државните органи кои уште кога пред 10 години одлучиле да исплатат најниска плата која е многу пониска од законски минималната. Сега ние работиме тоа да го промениме и јас сум многу голем оптимист дека ќе успееме затоа што сите веруваме во иста работа, на сите ни е потребна иста работа, сите работници сме на со иста идеологија дека мора просветниот работник да биде со достоинствено платен, не смее да биде платен со плата која што е под републичкиот просек, но само да ги научиме колегите на механизмите кои се нивните права, кои се нивните одговорности да ги научиме и да ги едуцираме што е тоа синдикат, па откога ќе направиме едукација што е тоа синдикат, постои голема шанса дека и други синдикални организации ќе се формираат. Значи ние сакаме да ги направиме колегите да бидат синдикално активни, без разлика во кој синдикат се. Значи нас не ни е репер мора да бидат сите независен синдикат, едноставно ја негуваме на права синдикална идеологија, како што има во сите држави, каде што има 5, 10, 15 синдикати, па тие се натпреваруваат преку идеја, преку конструктивен конфликт, постојано се во некоја форма на конструктивен конфликт на идеи, но не е тоа деструктивно, да го спречи остварувањето на идејата и целта за достоинствено вреднување на трудот. Така доаѓа и напредокот, всушност, преку таков надпревар.
Добро спомена дека работниците не веруваат или не знаат што е тоа синдикат. Што сметаш колкаво било влијанието на овие, да кажам, големите синдикати државни, што ги викаме во тоа? Колку тие синдикати ги втурнале работниците во апатија? Па јас мислам дека тоа е најголемата причина. Ако видите вие синдикален представник кој што ја има целата моќ, кој што има 95% од членство од работниците и таа моќ не ја користи за остварување на целта, тогаш доаѓа до губење на доверба на работниците во поимот синдикат. Вели, имаш 30.000 членови, имаш полна каса финанси, можеш да организираш штрајк, можеш да организираш протест, можеш било што да направиш, затоа што имаш на располагање луѓе, ресурси, моќ, влијание и излегуваш со став дека владата ни прави притисок, една влада од една партија, влада од друга партија секогаш им прави притисок, не може да се справат, не ги слуша кога им кажуваат, а поентата на синдикалното делување не е да те слушне од прва, поентата на синдикалното делување да најдеш механизам да го убедиш во тоа што веруваш. Има луѓе што се речити на збор. Добро, ако не успееш на збор, имаш синдикална екипа, луѓе кои што стојат за синдикалниот лидер, има ресурси. Значи тоа е поентата. Сега ние доаѓаме во ситуација кај што синдикати кои што броеле над 10.000 членство, кои што имале огромен број на луѓе, огромен број на ресурси, да се сведат и да кажат на телевизија, и тоа не пазеле кога го правеле, да се сведат и да кажат владава не слуша. Тебе не ти треба синдикат за да те слуша или да не те слуша владата. Ако веќе кога си се нафатил да правиш бројка, да правиш организација, да ја водиш таа организација, или ќе ја користиш силата на организацијата, или идеш на страна и ќе отстапиш место на некој што е спремен да се бори за своите права. Тоа е едниот проблем, а другиот проблем се лукративните причини. Многу од синдикалните представници, поради лукративни причини, поради да си го задржат местото, а немале поддршка од работниците, на вештачки начин да си го задржат местото, да добијат некаква привилегија од државата, но имало и времења кога имало и сериозен притисок. Но пак ќе кажам, за да си дозволи синдикален представник да биде под притисок, значи не е направил добра екипа зад себе, не е направил добра поддршка кај работниците, затоа што јас можам во моментов да кажам дека мене како синдикален представник да ми направи некој притисок незаконски, постојат одма 300 до 500 луѓе кои што ќе излезат на улица и кои што нема да се мрднат до улица дека не се решите проблем. Тоа е тоа ние што сега сме го постигнале, а таа бројка ќе стигне и до 1000 и до 5000 луѓе. Одлично. Да. Доро, после протестот имавте, мислам, дека состанок со представници од владата. Како изгледаат тие состаноци за социјално-економскиот совет? Значи, дали ти воопшто веруваш во социјалниот диалог и дали сметаш дека нешто може да се постигне преку тие средби разговори? Верувам дека може да се постигне. Се разбира, треба да ја има моќта. Синдикалното делување е една цела наука, каде што синдикалните представници се луѓе кои што треба да имаат влијание во општеството. Дали да го изградат организацијата, да го изгради влијанието. Влијанието се гради кога се гради доверба. Значи, ако лицето кое што преговара, а имаме такви примери, преговара, најголем дел од работниците не го почитуваат, не го сакаат, не му веруваат, тогаш имаме проблем и тој нема механизам како да преговара, нити па да го промени мислењето на власта. На тие социјално-економски совети присуствува најбројниот репрезентативен синдикат, Сојузот на синдикати на Македонија, кој што има загарантирано право на глас. Присуствуваат министри, министер за труд, го води социјално-економскиот совет, ако има потреба тука се министерот за економија, министерот за финанси, министерот за образование, министерот за информатичко општество и администрација, значи во зависност од која тема се започнува, тука се репрезентативните представници на работодавачите, но тука се и како наблюдувачи се представници на нерепрезентативните унии на синдикати, како што се КСОН, нашата и КСС, каде што се наоѓа самостојните синдикати, СОН како најброен и САДО, мислам дека беше на администрација. Имаме нерепрезентативни представници на работодавачите, значи тоа е едно трипартално тело помеѓу владата, работодавачите и синдикатите, каде што имаме надпревар на идеи.
За жал синдикалната култура кај нас е на многу ниско ниво, немаме конзистентност на ставовите. Имаме ситуации каде што луѓе кога се слаби поврзани со одредена политичка партија и кога се слаби не зборат ништо, ќутат наведнат глава, а кога ќе почне да им расте нивната симпатија кој што имаат, тогаш се расправаат, превртуваат маси, но сето тоа не е во интерес на работничките права. Само нашата конфедерација со задоволство можам да кажам дека е конзистентна, односно има исти став према исти аршин има према сите политички чинители, затоа што ние не се подпираме. Нас не се едно кој е на власт, кој е во опозиција, едноставно ние се замараме исклучиво за нашите работнички права. Кога ставовите на другите, да кажам, здруженија или секогаш влечат кон одреден политички центар. Кај нас, например, сме имали ние ситуации каде што одредено законско решение, кое што власта, пример законот за наставници, стручни работници, каде што власта вели ова е добро, опозицијата вели ова е добро, ние излегуваме велиме предлогот на власта, да кажам, на мнозинството во парламентот. Овој дел е добар, овој е лош, предлогот на опозицијата овој дел е добар, овој е лош, затоа што немаме симпатии, односно не се подпираме на ниту еден центар на политичка моќ, односно го влечеме она што е навистина најдобро за работниците и така и ќе продолжиме и полека почнуваат работниците да сваќаат дека тоа е синдикат. Не е синдикат директорот да те зачлени, не е синдикат да те привлечат затоа што ти е платата мала па кредит да ти дадат или да купуваш на рати. Тоа секогаш ќе имаат државните синдикати или оние старите синдикати, секогаш ќе имаат таа привилегија затоа што се многу блиски со државните органи и ќе им обезбедат. Еве ќе ти обезбедиме да купуваш на рати, например, нас тоа нема да ни го дозволат затоа што ние сме тие што протестираат, што тужат, што се борат. И да се навратам да поентирам на прашањето, дали постои можност? Да, постои, ако пред владините представници застанат личности кои што имаат сила, бројка, членство, авторитет помеѓу работниците и кои што можат да ги научат работниците, односно да ги мотивираат за поуспешни да бидат во работата, и те како може со разговор да се напред, затоа што по сите нормални држави, и ние ќе воведеме таа пракса кај нас, владата или државните институции бараат од синдикалните представници да се зголеми продуктивноста, да ги мотивира работниците, а синдикалните представници бараат од државните органи да им ги подобри работничките права. Значи тоа е насоката. Кај нас се уште е некако таа тема се зачнува, каде што на социјално-економските совети, а не сум слушнал до сега, владата да побара од синдикатите им рече дај мотивирайте ги работниците да работат подобро наставниците, да има подобар успех. Тука уште не сме дојдени до тоа поле, кај што е во другите држави е нормален начин на функционирање. Да, добро, Македонија им сам заостанува и во други процеси, така што и во ова. Добро, вашите представници, односно вашите членови сигурно не се соочуваат само со овој проблем на минималната плата, сигурно се соочуваат и со други проблеми, односно со други непочитувања на нивните работнички права. Кои се тие и како понатаму мислите да ги решите тие проблеми? Какви чекори имале во иднина? Чекорите се јасни за независниот синдикат за образование и наука. Ние го известуваме министерството, ако добиеме одговор разговараме, ако не добиеме одговор на улица сме. На улица сме и блокираме. Значи не планираме да молиме за нешто, а спремни сме да разговараме со секој. Дали е тоа на локална власт, дали е тоа на централна власт. Сакаме да им кажеме дека да им покажеме и им покажуваме дека сме сериозни тоа што го правиме. Ако условно да кажам политичарите многу вешто знаат да направат да се сликаат со невладени организации од нив направени, со по тројца луѓе и ставаат на Facebook, се сликаат вакво здружение, такво здружение, онакво здружение, испилено од центрите на политичка моќ, но кога треба да разговараат со луѓе кои што уставна категорија на синдикат на работници, поготово независен, тогаш имаат потешкоти, затоа што нема нарачани прашања, нема договори, а најважно и немаш знаат дека ние не се продаваме за лукративни причини. Ќе ти дајме ова, ќе ти дајме она, ќе го затвориме прашањето. Не, прашањето ќе се затвори само во случај ако се реши. Сме имале периоди кога сме имале конструктивен диалог, но последниот период немаме конструктивен диалог, затоа што расте бројката, расте силата и тоа представува проблем, расте и бројот на луѓе кои што се почесто на нога и така и ќе продолжиме во
тој да ни биде механизмот за решавање на проблемите, да ја запознаеме целата јавност. Ако излезам ја на пресконференција да кажам за проблемот, многу помала тежи ни отколку искочиме 500 луѓе на пресконференција да го кажеме пред влада истиот проблем. Проблеми со кои што се соочуваат како најгорчлив проблем во моментов имаме доста колеги кои што повеќе од половина од платата даваат за превоз. Имавме период кога да отидат до работа и да се вратат плаќаа карта по 70 денари во еден правец, сега им се поскапи нафтата, се поскапија таксите за линии на превозниците, им наплаќаат по 200 денари во еден превоз да отидат на работа, 400 денари плаќаат за два правци, сега ако земал дневница или дарка, дал 400 на превоз, купил за јадење, за пиење, нешто мора да јаде нормално работникот, значи тој само пола плата дома ја однел. Тука настанува најсериозниот проблем и тоа не е законски решен, не е преку колективен договор решен, на 20 години само се најавува, ќе биде сега решен, ќе биде сега решен, не е решен, а ќе биде решен нормално кога ние ќе станеме мнозинска сила, не ни помислуваме да се поместиме од тоа барање, исто како и да се поместиме од барањето дека почетната плата не смее на наставникот да биде пониска од републичкиот просек во државата. Друг проблем е партизацијата во секторот образование. Имаме колеги кои што работат 2, 3, 4 години, немаат решен статус. Постои можност, а и постоело на нас од години можност со промена на локална власт да им речат извинете, вие немате потреба. Ние доста колеги имаме вратено такви ситуации што биле преку тужби, преку преставки, преку сите тие работи, само најголемиот проблем е тоа што колегите што се оваа категорија на работници што немаат решен статус се во друг синдикат. Затоа што тој има столче во комисијата за трансформација и мора да потпише. На многу нема и да стигне до потпис и најчесто нас ни се обраќаат. Кога ќе останат без работа, нема каде да се обратат освен независниот синдикат за образование и наука, ние пробуваме колку можеме да им помогнеме. За некој да му помогнеш има и финансиски импликации, не бил член, па како да го оствариме тоа? Значи независниот синдикат е секогаш мета за тие што најмногу ќе ќе се влезат во огромен проблем, никој не им помогнал и се обраќаат до независниот синдикат затоа што знаат дека нема да ги одбиеме, но проблем е затоа што, како да кажам, не учествувале во градење на организацијата, не учествувале во раст на синдикалниот фонд финансии, затоа што за секој работник што сме му помогнале, што сме ангажирале адвокати, не мораме да ги платиме тие адвокати. Тужба ако изгубиме, мораме да платиме таа тужба. Значи тука настанува проблемот, но и покрај тоа ние на многу луѓе имаме помогнато, токму на тој начин и други проблеми кои што во моментов е актуелен, тоа е со трансформацијата. Видовме дека двете најголеми партии се фатија да се надмудруваат кој е во право и двете кажаа по неколку точни податоци во однос на трансформацијата, но немаат доверба меѓу себе и секогаш мислат дека што и да се направи во образованието, некој го прави тоа од проста причина за да си го доволи личните партиски цели. Тука ако направиме доволно притисок, тога требаше небројниот синдикат да излезе и бидејќи видовме дека не беше заинтересиран за тоа, кога има недоразбирање помеѓу политички партии, во средина седи синдикатот и тој треба да ги фати за уво двете страни, да рече вие сте изгласани за да служите на народот, не за лични хирови, за да лечите и да се надмудрувате по телевизија кој бил во право, кој не бил во право. И јас сум оптимист и тоа брзо време ќе се случи кога синдикат во образование ќе успее да ги строи политичките партии да им каже вие морате да работите во интерес на работниците, а не само да се препукувате врз грбот на работниците. Да, се надевам дека ќе дојде тоа време. И мислам позитивно е во што кажуваш дека работниците кои се разочарани од други синдикати доаѓаат во независниот синдикат, значи веќе ве препознават како субјект што стварно се бори за нивните права. Да. За волја на вистината, довербата во независниот синдикат, честото во независниот синдикат е со поразличен интензитет. Јас имам само во последните 4-5 месеци имам добиено од колеги преку 5000 пораки во форма на вие сте иднината, светлото во тунелот, Господ здравија ви дај, некои такви мотивирачки пораки, но на колегите кои ќе им кажеме истите тие што пишале таа порака, многу често знаат и кога ги поканиме у синдикатот или кога ги поканиме на протест, палец да ни вратат само лајк у форма на као не сум јас за ова, вие сте за ова.
Тоа е тој недостаток на синдикална култура, да им се објасни на луѓето дека ние сме менаџери, дека јас сум менаџер, дека не сум нешто со надприродни моќи или сили, едноставно јас сум менаџер на силата или преговарач на силата која што е инвестирана од страна на членовите. Колку поише сила инвестираме во синдикатот, толку поише синдикатот има сила, но како што дојде финансискава криза, последните работници да не можат крај со крај да врзат поднос на високите суми, толку почна да стега обрачот и да пристапуваат во независниот синдикат. Тие ја прателе страната, викале браво, супер, ги споделувале протестите што сме ги правиле, но сега пристапуваат затоа што осетиле на своја кожа дека работите не се како што треба да бидат. Да, обично промените доаѓаат кога немаш веќе што да изгубиш и веќе се одлучуваш на такви чекори. Да. Тука си во право, затоа што можам да кажам дека во Независниот синдикат за образование и наука во последните 3 месеци се зачленија повеќе луѓе, мислам дека отколку во претходните 3,5 години што сме вртеле, што сме разговарале по училиште, едноставно тригерот бил овој момент кога се актуализираше минималната плата, кога рипна имерно цените, кога дојде инфлација, кога видоа дека други синдикати што биле поорганизирани, посложени, земаа повисок процент од колачот, сватија дека време и секој мора да биде синдикално активен, а и мене ме радува што со нашата синдикална активност успеавме да ги извадиме од сон некои синдикални представници кои што беа многу лагодни, кои што не се замараа со години, еве сега гледаме, имаме и најава за штрајк во секторот образование на 11 април, што мене ме радува затоа што со задоволство можам да кажам дека можеби немаше да се случи да немаше друга синдикална сила која што растеше, можеби беше секако порано. Значи тоа е тој синдикален плурализам кога придвижуваме и го актуализираме синдикалното прашање со развој на повеќе идеи и повеќе синдикати. Мислам дека опативме темава. Ако сакаш да упатиш некоја порака до членовите, до останатите просветни работници? На колегите би сакал да ги мотивирам да не се откажуваат. Ако се синдикално активни, може да изгубат, може и да ја добијат битката, но ако не се синдикално активни, во ниеден случај не може да се добие синдикалната битка. Прашање е само на време, механизми и методи. Не заслужуваме ние да бидеме единствената држава во Европа која што просветниот работник е подпросечно платен, значи кај да бара такво нешто нема, имаме силен мотив. Не е битно кој во кој синдикат е, битно е да биде во синдикат, да биде синдикално активен и многу е битно да бара одговорност од синдикалните представници. Ако некој му дал доверба, треба да чека и одговорност на него. Да не дозволуваат да бидат ставени во ситуација да се доверат во организација, да не ги исполнува нивните очекувања, да нема диалог, да не можеш да стапиш во контакт со синдикален представник и ти да продолжиш да бидеш таква организација. Значи секој да биде дел во организација по сопствен избор, само на тој начин ќе можеме да ја постигнеме целта и затоа јас и ги охрабрувам сите колеги да го тргнат оној став дека синдикат не им треба, дека тоа е не знамо некоја си лоша пракса оставена од социјализмот, значи напротив, тоа се многу битни работнички вредности кои што во ова капиталистичко време мораме да ги вратиме затоа што за работникот никој не се грижи освен сам за себе во форма преку синдикално делување. Апсолутно. Добро, Томислав, ти благодарам. Па се гледаме на идни протести. Благодарам за поканата и се надам ќе се дружиме во брзо време, бидејќи големи се шанси дека ќе продолжиме со синдикални активности. Добро, благодарам. Почитувани гледачи, за повеќе следете на YouTube каналот Глас на идеи.